Океј, дечки, денешниот лайф за мене барам интересен. Зошто некои луѓе дури не можат ни комплимент да добијат. Некои луѓе се научени повеќе на тоа да бидат вака сега ова како и да звучи неубаво, никој не треба да биде, нели, третиран неубаво, но за жал во животот некојаш луѓето се третирани неубаво. И тоа е и целата моја идеја, да ја зголемам свесноста за тоа колку луѓето треба се убаво третирани. И треба да ни е нормално да бидеме убаво третирани. Знаете, жално е кога некој човек му е пореално да е неубаво третиран од да е убаво третиран, иако не мислам дека искрено постојат луѓе кои што сакаат да бидат неубаво третирани. Мислам дека сите луѓе сакаат да бидат убаво третирани. Но жално е следново што сакам да го кажам. Имате некојаш луѓе, ке им кажете кај си бе шампионе и он се чуди. А тој кога му кажеш неспособен си, он поише му е реално тоа, отколку да му кажеш дека е шампион. Затоа што гледате, многу луѓе воопшто не се научени на комплименти. Не се научени на убави муабети. Не се научени на тоа дека се супер. Не се научени на тоа дека се добри. И тоа е жалното. И мојата цел е да ги научиме луѓево на добро, на арно, на супер, дека тоа е нешто на кое што луѓето мора да го прифатат и мора да го земат како нормален стандард. Не да е као нешто вау, куз нешто. Знаете, имало ситуации, да ви дадам пример за мене, јас имам феноменални родители, татко и мајка, кои што сум многу благодарен, кои што беа стварно за мене, беа родители кои што ми помогнаа фактички да полесно ми оди во животот. Но сум го спомнал ова за мајка ми, која што беше прекрасна жена, која што беше многу луѓе, многу ја сака, професорка по клавир по музичко, и кој ќе слушнете за Богданка Данче Костич, Шуплевска, Моминско, дека многу луѓе сака, поради тоа што беше многу мека душа, беше многу добра душа, беше многу срдечна жена, неверојатна, прекрасна жена беше. Но беше некако по дома, која ќе ни даеше комплимент, мислеше ќе не урочи ако ни даде комплимент. А целосно спротивно е. Гледате, мајката наша, сите беа бољи, само не беа. Добре, може би сте имали вие ваква ситуација. Секојаш беа комшиите бољи од нас, секојаш биле, не знам, братучеите бољи од нас. И не дека не беа прекрасни комшии, прекрасни братучеи, супер. Ама све некој бољи од тебе, а ти како никогаш да не си доволен, никогаш да не ти е ништото, да не можеш да едноставно да ти рече дека супер си, браво си, така натаму. Каде што татко ми беше малку подруга приказна, ама мајка ми беше на некој начин со некој таков став. Секако и она си го добила тоа спрема некоја едукација која што она е имала, што е за мене целосно погрешна. Но знаете, имате некои системи на едукација каде што не му давај многу пофалби. Држи го малку тука као демек, знаеш, да се труди да биде добар. И тие едукацијски шаблони кои што останале во умот на секој човек, мислам дека прават многу проблем. И денеска, уствари, поентата на овој лајв ќе биде баш за тоа. Ја пред неколку лајвови кажав дека зборот шаблон, како шаблони на однесување. Знаете, имаме умствени шаблони. Сум спомнал често пати за една книга Дианетика од филозофот Хабард, кој што збори дека умот снима слики и дека тие слики во нашата свесна и подсвесна меморија, особено во подсвесната меморија, прават многу проблем негативен за човекот, затоа што се стоповите кои што и кошниците кои што човекот ги има, но има техника во таа книга како да се ослободи човекот сите негови спречувања што го имал, сите негови стопови кои што му ги правеле луѓето и така натаму, и може да се растовари од сето тоа и да гледа на сите тие работи со од многу побава перспектива и на многу подобар начин за да не го спречуваат да може да успее во животот. Но гледате, човекот во себе има шаблони, затоа што човекот кога гледа, кога слуша работи, кога гледа однесување на луѓето околу него, он што добива? Он добива шаблони на однесување. И почнува да го имитира кого? Таткото, мајката, влагаме во туѓи идентитети, не сме ние, затоа што тоа се шаблони на однесување. Тие шаблони на однесување остануваат фактички во нашиот ум и тоа како меморија после тоа предизвикува дадени текови во нашиот живот кои што не се според наша желба и според наша желба како да ни се одвива животот, и некогаш не знаеме зашто ни се одвива животот на начин на кој што ни се одвива,
но тоа не го гледаме како проблем во нашата меморија, треба, него, те урочил тој, овој нешто ти направил, тој нешто ти направил, добро. Сега, многу често, тие работи се уствари дел од нашата меморија. Сега, ако имате некој човек, и ако некој човек цело време му е од мало зборил на тебе, не те бива, ти си за никаде, ти не те бива зове, ти... Сега, кога некој го критикуваш, што правиш со неговата способност? Ја намалуваш неговата способност. Така, цело време критикувам. Па зар тој не е урочен од критиките? Некој те погледнал вака, друг те погледнал некој на... Ја не навлегувам во тие работи, може постојат такви работи, може не постојат такви работи, но една работа ја што знам дека постои, кога човек има меморија и кога цело време му е зборало не те бива глуп си, ваков си, неспособен си, едно, друго, трето, тоа станува во неговата меморија. Некои луѓе знаат да се справат со тоа, некои луѓе не може да се справат со тоа. И тоа почнува после тоа да влие негативно во нивниот живот. И почнува човекот да има негативен став за себе. Замислете, имате некој човек на кој што цело време му е кажувано дека е лош. Не те бива зоа, не си добар, не си добар ти, не си добар ваков си, не си добар, не си добар, не си добар. Сега, у неговата меморија останува еден тип на идеја дека он не е добар. И тоа он може да го заклучи за себе, како погрешен заклучок за себе, дека не е добар. И сега он како не добар, нема да почне да ги прави работите добро. И сега он има идеја за себе дека не е добар, дека не е способен, дека не го бива. И сега тој човек мислите дека ќе биде слободен да креира, мислите дека ќе биде способен да посегне за да добие работи што ги сака од животот, или ќе си се стопира сам себе, ќе се стопира обично сам себе. Ќе парафразирам еден цитат од филозофот Хабард, го неам како директно да го прочитам, но е парафразирање на следнава е поентата, дека само инвалидизацијата, кога ние сами се инвалидизираме, не сум добар, ваков сум ваков, вели, само инвалидизацијата е збир на акумулации на околината која што го направила врз нас. Значи, само инвалидизацијата или себе инвалидизацијата е збир од насобрани инвалидизации кои што околината не ги направила на нам. Значи, ако околината не ни давала инвалидизации, критики и понижување, ние нема сами да се понижуваме. Затоа што ние тоа морале да сме го научили. Ке видите некој дете, 5 години, прашај го, те бива ли? Ме бива. Знаеш да пееш? Знам. Добар си у математика? Да. Ти оди тој? Да. Детето не знае да се само инвалидизира, не е научен уште. Ама остави го во некои случаи да живее со тато, со мама, со баба, со дедо. И тие му викаат не те бива без за никаде си катастрофа. И детето на 15 на 18 години праша го, те бива зова? Не бе, дудук сум. Ова знаеш? Не ме бива. А ова добар си? Не како да не. Не ме бива мене за ништо. На некоја девојка ќе дајете комплименти што ти убава коса. Расцветана ми е. Видиш убаво изгледаш, не бе се поправив. Одма се себе понижуваат, поради тоа што тешко му е на човек да прифати комплимент. Тешко, он го отфрла доброто. И се такви луѓе се научи да му речеш, се здебели, гледа како се. Да, се здебели. Тоа го прифаќа. Ама видиш што се разумел? Кај сум за види, што ме зафркаваш ти мене? Он не е научен на тоа. На него му е сега по-реално да му даеш критика. Он ќе прифати за себе дека е ваков, дека е онаков. Ама она што се случува, нема да прифати на некој начин добро. Сега, што ми е поента? Ајде да речеме вакви ситуации дал сте видели. Имаш ситуација, можеби, каде што некој човек е израснат у ситуација каде што никогаш не му било кажано дека е добар, дека го бива, дека е супер. За него тоа е страно нешто. Ајде да земам пример. Имате некоја девојка која што мајката можеби никад не ја давала комплименти. Керко, ма не те бива зоа, не си добра зоа, глеве се здевели, пази, дај, привери се по дома, дај научи нешто, кај... И се цело време ја критикувала мајка. Максимум што било кажано, добра си. Знаете, нема, супер си е, браво, Керко, ти си супер, одлично, не, добра си. И тоа, за тоа добра си требало, кој знае што да направи, за мајка и да рекла добра си, или татко, или кој да е. Ме разбирате, сега, има некоја момче, ајде речем има 2 момчиња и се додворуваат. Она се мисли кој да го одбере. Едниот додворувач момчево, он е научен да ја каже колку си добра, колку си фин, и обсипува со комплименти. Ова не е интересен тој дечко. Ама другиот, он построго ја држи. И тој некако се привлекол на фреквенцијата на мајка и од порано
и овој едва она нешто ќе се потрди околу него и ќе рече, не си лош, ај, добра си, не си зафрлај. Ова ќе се заљуби у тој, затоа што таа фреквенција е попозната од минатото, отколку комплиментов што некој друг дечко го дал. Обратно, може да имате ситуација исто така за некој дечко. Некој дечко што и да се трудел, абе тој никогаш не бил пофален, никогаш не бил уважен, никогаш не му давале комплименти. Он бил научен на не си лош. Не си лош. Што и да направил животов, некој ќе му речел блискиот, не си лош, добар си. Овој ќе се возбуди околу тоа, не си лош, супер му е. И сега има некоја девојка што ќе му даде комплименти, нема, страно му е. Има некоја девојка која што еднаш на 10 негови пораки ќе му одговори, овој ќе се зацапа у неа, ќе се залета у неа и ова едва и така строго го држи како кученце, так, со еден-два комплименти, ама на строго, да не полета овој, и овој се лета за неа. Со кој памет? Со кој памет? Ама гледате, научена фреквенција и научен шаблон му е да е држен малку на строго. И сега он што се случува? Он му е позната таа фреквенција. Не му е позната фреквенцијава од некој кој што го обсипува со љубов. Затоа што не е научен да биде обсипан со љубов. Затоа што за него супер си е непознат збор. За него најдобар збор кој што е добар си. И тоа едва со пола уста ни заби. Добар си. Ај, овој ќе се напуни. А кој знае што направил човеков све, ама од другата страна исто така не знае да даде комплименти. Зашто другава страна сега, ако му давам ја комплименти, овој ќе одлета, кој знае каде, и она сега го држи тука так, на остро го држи, а он е научен да биде држан на остро, и се тука, бум, ќе се спојат фреквенциите, ама гледайте, поентата ми е друга. Не е важно кој со кого ќе се спои, не му уопште важно, не иде му таа поента на денешниот лайф. Сакав само да кажам колку е тажно кога човек не е научен на супер си, те бива, добар си, шампион си, супер. Сега, ќе имате луѓе кои што се на пониска фреквенција, знаете, ќе имате луѓе кои што се на пониска фреквенција, кои што секојаш ќе речат, па нереално е да му кажувам ја убави зборови кога не е така. Треба прво се запрашаме тој тоа што го збори на која фреквенција е, на кое ниво на емоција е. Затоа што кога видите луѓе што се на пониско ниво на емоција, тој не му е реално ни да дава комплименти, на него му е реално да дава критики, зашто и на него му биле давани критики. Он вибрира се на фреквенцијата на која што било вибрирано кон него. Да ви објаснам една работа, ако земеме музикава, ако земете тоновите, така, нотиве, тоновиве, како се формира? Дај да кажем, имате некоја, ако ја земете гитара, клавир, едно друго, трето, имате нешто кое што вибрира. Како немате вибрација, немате фреквенција, немате нота, немате звук. Сега, ако нештото е истенчено и е развлечено, кога ќе пипнете да вибрира, он има висока фреквенција. Ви текна скалата на емоција. Човеков има многу голема ширина и точка на гледање, и он е развлечен. Ама некој кој што вака ступкам, кога ќе опуштиш, тој не вибрира високо, тој е ступкан, тој вибрира, ја не викам дека басовите не се добри и интересни ноти, него сакам да кажам, поентата ми е друга. Некој кој што е по-ограничен, он од своја точка си гледа, он само таму вибрира, он само со таа точка на гледиште гледа, нема друга перспектива. Овој другов има ширина, може да види, тој повисока нота е. Он вибрира високо, другиот ниско вибрира, тој што вибрира ниско, не може да вибрира на другата фреквенција. Поради тоа што не е расширен. Се ова зборам како споредба, не зборам за ноти кои има поубав или понегов глас, да нема разберете погрешно. Него метафорички, едноставно го пресликувам у секојдневниот живот. Сега, кога имаш некој човек кој што може да види, кој што гледа, кој што е широко град, тој вибрира високо. За на некој кој што вибрира пониско, човек, он ќе ти каже, па не може овој да му даеш комплимент. Зашо да му дам комплимент? Па што добро направил бе да му дам комплимент? Па така не го расипам. Па у погрешна реалност ќе оставиш. Ќе го направиш нереален. Па мора да му кажеш дека него бива за да се смени. И така со критика никој не е сменет. Тој што критикува, тој е научен на таа фреквенција.
Тоа се шаблоните кај него во неговиот ум. Ја не идам против него. Целата идеја, ова што го зборам со оваа книгава Дианетика, е како човекот тие трауми да ги ослободи од себе и да ја претвори негативната емоција и негативната енергија у позитивна, затоа што ако ти нема ја кренеш емоцијата на човекот, тоа нема да ја смени точката на гледиште. Некој човек кој што е пониско на скалата на емоција не гледа исто како некој што е повисоко на скалата на емоција. Ме разбирате? Скалата на емоција. Ајде да ви ја покажам. Сте ја виделе, ама би сакал да ја покажам скала на емоција. Ова од филозофот Хабард. Гледате, он ги подредил сите овие емоции на една скала. Така? Сега на таа скала на емоции. Ете, окей. Сега, скалата на емоции сега ќе свртам назад. Кога ќе видите таа скала на емоции, у суштина е скала на вибрација, на кое ниво на висина на емоцијата на тонот човекот се наоѓа. Луѓе што се пониско по таа скала на емоции, тој не може да не е научен на комплименти. Ме разбирате? Не се научени луѓето на тоа. Сега, ајде да доја малку. Се извинувам сега. Ама сакам да ви покажам поубаво дали можем да го видиме. Еве скалата на емоции. Еве скалата на емоции. Окей? Сега, ако видиш некој човек што е многу повисоко по оваа скала, гледате, овие може да дават комплименти. Овие луѓе од дека, гледате, особено овие што е на љутина, непријателство, антагонизам, тој не може да даде комплимент. Тој вибрира на друга фреквенција. Тој не е научен да дава комплименти, заради тоа што и на него му е така и со него се биваат однесувани. Затоа што е научен на таа фреквенција. Не сваќате? Океј. Ајде сега да се вратам на лајвот, ама мислам дека ми ја свативте поентава. Океј. Сега, што сакам да кажам? Ете, многу често луѓето не може да прифатат убава комуникација, не може да прифатат убавина, не само за комплимент, него исто ова се однесува, например, за рад. Се некој човек гледал дека околу него немало никој рад. Мајката не била у рад, мајката никогаш не била опуштена, мајката никогаш не била ослободена. Не бе, мајкава била, не знам, цело време под тензија, цело време у грч, цело време. И се што се случува во таа ситуација кога некој не може да прифати убаво, не може да прифати добрина, не може да прифати убавина, не може да прифати ни да му даеш нешто. Тешко и за вас, поради тоа што вие сакате да даете, ама некој цело време одбива. Ај друг пример да ви дадам. Сте виделе некоја ситуација, ќе сакате да однесете, можеби мајка ви, на некој ручек. И сега ти со фамилијата, со сестрата, со братот, со каква и да ви е ситуацијата, сакате мајката да однесете на ручек. Ама мајката ваша е таков тип на жена која што е инструирана дека по дома треба да седе, затоа што кафана е растурење, пари она така мисли. И сега ќе однесете ви у ресторан и сакате да ја почастите за роденден и прво мајка што ве прашува е колку потрошивте на ручекот. И ти се знаеш дека не смеш да кажеш на мајка ти затоа што ќе се истувка. И ти кажеш, не бе мамо, тамане. Деца, колку потрошивте на ручекот, кажете ми? Абе мамо, окей, не се ке репети. Абе дај да видам сметката. И ти некако ќе даеш сметката, леле, ке се фати за глава. Абе со ова ја 4 ручкови дома ќе направив. И сега ти сакаш да однесеш за роден ден некаде, сакаш да ја почастиш, мајкава подарокот ќе ти го уништи. Или ќе донесеш некој подарок, или ќе купиш нешто. Деве што сте трошеле толку пари. Гледаш сега ти не можеш да направиш ефект врз неа убав. Затоа што она е научено, бум, да отфрла. Сега некои луѓе во својот ум го има тој шаблон на отфрлање на убав. И тоа не е окей. Идејата е дека треба луѓето да се научат да прифатат добро. Комплименти да се даваат. Едноставно, знаеш, ке дојде некој маж дома, прво нешто женава му кажува, ѓубрето не си го фрли. Тој не го фрли ѓубрето. Еј, абе, ако го чекаш така муж, он ѓубре ке стане.
Затоа што така реагираш, ако му речеш Злато, како ти помина денот? Кај си бе шампионер? Добро ли беше? Абе, кој цар си? Една, друга, друга. Абе, слушај, да те замолам, можеш ли ѓубрево да го фрлиш? Абе, он нема проблем. Ама, енергијата кон некого е тоа што го прави проблемот. И тоа е ставот. Знаете, кој имаме став кон некого добар, тоаш нема проблем. Ако имаме став кон некого негативен, тоаш има проблем. Ама поентата ми е дека имате луѓе што не се научени, што им е страно да прифатат добрина, да прифатат комплимент, да прифатат убавина, да прифатат нешто што е добро. Не се научени на тоа. Мораме да почнеме да учиме на победи. Честитки до младиве кошаркари што освоја прво место. Честитки до сите овие големи луѓе што ги видите, што освојуваат златни медали, едно, друго, трето. Што се случува во нивниот ум? Они се научени дека можат и научени се дека треба да го добијат они тоа нешто. А кај нас прво нешто што не уча, како помал, немај да се фатил за кики бомбони имавме порано. Немаше разни напори, у кики бомбони ки ти ставило едно статче, имаше статче едно кристално и ти кики бомбони едва и чекаш да јадеш кики бомбони, ке отидеш некаде на гости, тоа кристалното сатче пуно со кики бомбони и прво нешто што сакаш да посегнеш ти по кики бомбона, ама ти доаѓа гласот на мајка ти, вуп, те отрезне ти, воп, си штрекнат, си викаш чекај да не посегнам по кики бомбони, бе, не за друго, милјето да не го растуриш, па и милјето ќе го растуриш, па после тоа ќе ти викат, си викаш, не, чекам јас, дал ке ме прашат да не сакам кики бомбони. А па таа жената, што е, не знам, у ситуацијава, нели, домакинката, она зазборена со твоеве, не и текна да те понуди со кики бомбони, не и текна да те понуди со бајадера, со ледени коцки, не и текно е. И сега, ти цела вечер си чекаш, абе нервозно да идеш дома. Абе ти си сакал да земеш кики бомбона, си сакал да земеш бајадера, ледена коцка, ама тоа у главата бием од мајка ти, од татко ти, не зимај прв, ако не те понудам, не се посеге. Луѓе, у животот некојаш треба да посегнеш и да си земеш тоа што мислиш на честен и етичен начин. Да посегнеш и да го добиеш тоа што мислиш дека ти заслужуваш да го добиеш. Затоа што ти, ако имаш идеја у себе, не сум добар, не ме бива, зашто некој ти инсталира во глава, на крај она што ќе го имаш ќе е соодветно на твојот став кон тебе. Многу е важно да имаме супер став за нас. Многу е важно да имаме добар став кон самите нас. Затоа што ако имаме добар став кон самите нас, ќе имаме работи од околината. Затоа што ние едноставно што правиме? Ние се кочиме, затоа што кочниците ти се у глава. Од мал си укочен. Не смеш да посегнеш, не си стакнал ти на школа, не дигај ти рака прв да кажеш, остај некој друг. И сега ти си стуткан, сгужван си, уштиркан, урочен. Кој те урочен? Шаблоните у главата. Гледайте луѓе, целата идеја е дека не е дека ти урочил некој, него самите критики и инвалидизации не те бива глупси, за никаде си, ваков си, онаков си, после тоа се однесуваш ко урочен у животот, затоа што мислиш дека ти не си достоен и не си заслужен и дека не те бива. И ако човек се научи да ги смени тие шаблони, он ќе го смени резултатот на својата акција, на својата креација, а може и нема креација, затоа што се плаши да има креација, затоа што умот му вика полека, не иди натаму поради тоа што ти не заслужуваш. И се многу од тие работи се уште во нашето ум, да не се лажеме. Поентата е, дал човек и му треба помош, луѓе, мора да повикаме помош. Сега, помошта е во како да дојдеме до тие моменти кои што ни кочат. Како да дојдеме да ги осознаеме тие работи во нашиот живот кои што ни предизвикуваат товар, кои што ни прават проблем. Затоа што, гледате, целата идеја е, ако имате некој човек каде што е укочен одамна на разноразни теми, гледате, нема потреба он да критикува околина, судбина, вака, онака, не, човек. Прво треба човек да види што има во себе, што го кочи.
Затоа што умот е причина за добро и умот е причина за лошо. Имаш човек кој што има добар ум, имаш човек за жал кој што има кочници во својот ум. И ако човекот не го наштима умот на подобро, не може да не биде среќен, зашто многу луѓе се плашат дури да бидат среќни. Имаш луѓе кои што се плашат да кажат дека се среќни. Се плашат да каже дека му е добро, се плаши да каже дека е арно, се плаши да каже исплашен е тој, затоа што од свет се плаши. Тој не е дека се плаши од арно, тој е само исплашен. Гледате, затоа што кога човек е исплашен, он е исплашен затоа што си вика, ако посегнам. Имате многу луѓе кои што се плашат од успех. Имате многу луѓе кои што се плашат од да им биде арно. Затоа што менталитетот наш каков е? Многу арно не е нарно. И кога ти арно стаи си у кондурата, некој каменче да те, не знам, да те глода нешто у кондурата. Не се смеј многу. Наведната глава сабја не ја сече. Немој да сакаш многу, добро е да се учествува, не мораме да победиме. Разни менталитети кои што уствари после тоа ни го даваат резултатот, односно немањето на резултат во нашите животи. Гледате, умот е причина. Ако ние го контролираме нашиот ум и ако осознаеме зошто некои работи се случуваат во нашиот живот, кои што може би се дури од многу одамнишни времења во нашата подсвест, и ако можеме тоа да го справиме, ќе се смени многу нашиот живот. Така да, гледате, целата идеја е бидете храбри да имате, зашто храброста е посегнување. Луѓето прво што прават? Некои кои што се по-ниско со емоциите. Прво ќе ти го уништат имагинациите, ќе ти го уништат соновите. Затоа што ние преку тоа посегаме. Како посега човекот? Човекот посега преку имагинација, преку идеја. Посега преку сон. Ама прво ќе ти го скрастат сонот. Ќе ти го скратат. Да не можеш да посегаш. И после тоа ќе ти исплашат. Како ништо не може тука, како тука е нереално да се направи ова, немој ти да сонуваш за тука. Луѓе, ние си имаме прекрасна земја каде што може човек да успее. Проблемот не е Македонија, не е ништо друго. Проблемот е нашиот ум. И ако човекот не го смени својот ум, тешко ќе му биде да посегне било каде. Да, имате некоја ситуација каде што на луѓето им тргнува поубаво друга околина, и за тоа има објаснување. Поради тоа што ова околина може да ги потсеќа на многу минати работи каде што биле стопирани. Тука се слагам. Но ако вие го одблокирате блокадите во вашиот ум, гледате, небото не е ни граница за вас, поради тоа што границата за вашиот успех е само вашата идеја до каде можете да успеете и што е реално за вас. Ке имате, ако се дружите со луѓе кои што се многу негативни, све е нереално за нив. Нереално да имаш добар брак, нереално да си среќен, нереално е да имаш, нереално е све. Ама тоа се па шаблоните на тие луѓе. Така да бидете внимателни исто така со кого се дружите, со кого сте обкружени и кого слушате за совети, зашто? Така да, некој човек кој што е разочаран, саркастичен и негативен, не може да ви даде совет за како да живее убав живот. Идејата е дека ако имате луѓе околу вас кои што се самите тие храбри и самите тие успеале, зашто многу често ќе имате луѓе кои што се разочарани од сопствените неуспеси, кои што потоа тие сопствени разочарувања ги префрлаат на вас, не со желба можеби намерно да ве стопираат, него со желба да не се разочарат и вие, ама они се гледаат себе си у вас. Тоа е грешката. При тоа што ти си ти. Ти не си некој кој што не успел. Може би тој што не успел не знаел, не се трудел, не знаел како. Може би ти знаеш. Може би ти ке си го отвориш својот пат. Една работа знам, дека ако човекот не е храбар, не може да има простор. Викаат, среќата ги прати храбрите. Ама тоа е поради тоа што среќата и храброста се на слична вибрација. Зошто? Поради тоа што храброста прави простор. А среќата е во тој простор да дојде нешто. Ако си седиш дома по цел ден и чекаш среќата те најде, девојката те најде, дечкото те најде, работата те најде, ќе се изначекаш. Излези и побарај ги ти. Биди храбар, биди храбра.
да се соочиш со разни предизвици, на тој начин правиш простор. И кога правиш простор, во тој простор се случуваат убави работи. И тука е среќата. Биди храбар да бидеш и на некој начин ќе доеш до тоа што го сакаш. Ви посакувам убава вечер. Се гледаме повторно за 2 дена.